Добар ден и од мене. Започува емисијата за практично родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма, каде може да дознаете што се е потребно за оние што растат. Денес имаме можна интересна тема. Зошто децата кои што одат во градинка се постојано болни? Посетата во градинка има бројни предности од аспект на социјализација, потоа воспоставување и почитување на одредени кодекси и правила на однесување, но носи зголемен ризик од болести. Но оваа тема денеска ќе зборуваме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија. Од Аџибадем Систина, добре ни дојдовте. Добро најдов, поздрав до вашите гледачи. Се почесто можеме да слушнеме родители како велат: моето дете 2 дена оди во градинка, потоа е 2 недели болно, па потоа уште 2 дена ќе појде во градинка, па повторно е болно и така натаму. Поаѓањето во градинка значи и рана изложеност на инфекции кај децата. Сега, колку инфекции, односно инфективни епизоди нормално да има детето во текот на една година, во првите 3-4 години од животот, а колку често пак се разболуваат децата кои што ги посетуваат овие колективи? Па, знаете како, тоа е нешто што е сосема нормално и очекувано, да имаат во тек на првите неколку години децата инфекции. Во основа, сакам само да се вратам пред да ви го дадам конкретно одговорот на она што во основа треба да го имаме во предвид, дека овој начин на живот, како што денеска го имаме, е многу различен од она што човекот живеел на планетава Земја и дека проблемите што ние ги имаме почнуваат фактички од 1745 година, кога почнува индустријската револуција, која инаку имат 4 етапи. Последнава етапа е оваа компјутерскава револуција, да кажам. И начинот на животот е сменет, начинот на исхрана и започнувањето на почетокот на минатиот век во помале или поголеми групи чување на деца во одредени средини, она што денеска го викаме градинки. Нормално е едно дете во првите 5 години од животот, сосема нормално и сосема очекувано е да има 5 до 7 до 8 некогаш инфекции во тек на годината. Тоа може да се потенцира ако нормално оди во градинка, од една едноставна причина, затоа што е нешто повеќе изложено на размена на микроорганизми помеѓу нив. Меѓутоа, искрено, никако не смееме да кажеме дека градинката не е добра средина. Баш напротив, тоа е место каде што во ова модерно време децата можат многу добро да научат пред се да се социјализираат со околината и едноставно знаете како, јас тоа полно пати го кажувам на сите родители. Таму ќе видите и поголемо и помало дете, детето ќе види и попаметно, да речем и малку поглупо, нели се така баш директно. И фактички ние го пуштаме веќе детето да се адаптира. Секој родител го пушта детето да почне да се адаптира на животот во надворешниот свет, односно да не речем на животот на улица. Затоа е градинката една добро место каде што покрај социјализацијата, можноста да брзо се адаптира во надворешни услови, покрај тоа нормално иде оној едукативниот дел што наставничките го прават и едукаторите во градинките. Така да градинките, ја топло им советувам на нашите родители да ги пуштаат децата во градинки, но не е спорно дека во првите 5 години биологијата на човекот е таква, во првите 5 години имунолошкиот систем на детето е релативно послаб. Значи, одговорот на еден дел од имунолошкиот систем, што се вика ТХ1, е релативно послаб и можностите за пренос на инфекции се релативно големи. Некаде дури 5-та, 6-та година од животот, тој дел од имунолошкиот систем достига ниво негде од 40 до 50% од нашиот на возрастните. И затоа една од тие биолошки причини зошто е добро да детето тргне во школа на 7 години, а не порано, е баш тоа зреење на имунолошкиот систем и можноста да нема отсуство од школската настава понатаму кој има 7 години. Така да децата може да добијат инфекции, она што нонстоп ние како педијатриска служба го апелираме, тоа е дека не секоја инфекција треба да се третира со антибиотици и дека најголем број од инфекциите се вирусни и тие поминуваат без антибиотици. Од антибиотикот таму и не делува. Така, но кога децата се запишуваат во градинка, од градинката инсистира да се донесе негативен брис од нос, а често пати може таму да биде изолирана некоја бактерија која што е дел од флората. Да. Дали треба тие бактерии кои што ќе се изолираат од носот да се лекуваат? Еве, стафилококус ауреус често пати е изолирана кај децата во градинка и некои други бактерии, но во градинките инсистираат брисот да биде негативен. Не, апсолутно, јас лично не се слагам со тоа. Значи, прво, дете кое има позитивен брис во нос, а нема клинички симптоми на болест, од типот температури, кашлици или било што,
не треба да се лекува со антибиотици. Впрочем, да не заборавиме една работа, многу едноставна работа. Стафилококот, а и голем број од други микроорганизми живеат на нашето тело и во нашето тело. Јас повеќе пати сум го кажал тоа е чиста математика. Значи, ние имаме 100 до 400 пати повеќе микроорганизми на нас и во нас, отколку што имаме клетки со кои што живееме. Така да стафилококот може да се јави во носот, па видите, впрочем 50% од населението го има стафилококот во нос како сапрофит, значи како дел од флората на носот. Така да негативен бриз не значи дека треба да има негативен бриз за да одидете у градинка. Имате деца кои што имаат позитивни брисеви, стафилокок на пример, меѓутоа не е болно. Тоа нема потреба да седи дома. Лично не се слагам со тоа и топло апелирам да родителите не користат во такви ситуации ниту антибиотици, а уште помалце да користат антибиотици локални. Значи, тоа е нешто што зема мода некако во последно време. Се почесто тоа се случува во капките за нос растворен антибиотик. Да, тоа е забрането. Значи, не постои формата која што се користи, сега да не ги именувам тие антибиотици кои што се користат во форма на капки, во капки за нос, тие не се фабрички направени да се користат за локална слузница, тие се направени да се користат венски или мускулно. Значи, не може нешто што е направено венски да се аплицира локално во нос. Тоа е една работа. Втора работа, која е екстремно важна, значи, капнувањето на такви капки во нос, по принцип, е прв предуслов да се развива резистенција на микроорганизмите, значи нивната отпорност. Тоа ни се пренесуваат информации како да се заштитат од некој антибиотик. Така да, тоа во принцип во Западна Европа е забрането. Таков тип. Може да се користи локален антибиотик, али тој кој што е вистински направен да се користи како спреј во носот и кој што е фабрички така направен. Споменавте како се развива имунитетот кај децата. Поради тоа некои педиатри препорачуваат во првите 3 години децата да не посетуваат градинка. Која е вашата препорака? Некои сметат дека децата многу често се разболуваат бидејќи поаѓаат во градинка пред првата година, дека е тоа прерано. Па, знаете како, не, мислам, тој веќе оној втор дел кој што можеби не е за разболувањето. Родителите идат на опција да ги дадат децата над 3 години, не порано, меѓутоа не значи дека ако детето тргне на 9 месеци или на 12 месеци во градинка, дека почесто ќе се разболува. По-логично и по-нормално е дека тоа дете побрзо ќе се адаптира на флората која што живее околу него. И до толку повеќе што има доста деца кои и покрај тоа што мајката треба да почне на работа, е се уште активно доењето од мајчината страна. Баш тој период, 9, 10, 12 месец, некогаш и над 12-тиот месец. Доењето е, видите, ние можеме да разговараме со родителите дека постои систем да се едуцираат родителите, дека постојат разни начини како да се заштити детето од инфекции. Јас имав сега едно интервју за еден медицински портал кој скоро беше отворен, тоа е Панацеа. Таму имам еден текст каде што најбитниот дел од превентивните мерки е доењето. Значи, не постои подобар имунолошки препарат од мајчиното млеко. Значи, доењето, она пренесува, мајката со своето млеко му пренесува на детето разни антитела, антистафилококни фактори, значи се она што мајката го има прележано, значи имунолошки му го префрла на своето дете. И тоа е начин на кој што можеме најдобро да го заштитиме едно дете. Значи, доењето е прв. Ако веќе е завршено доењето, значи тоа е веќе друга фаза, тогаш веќе треба да се користат одредени помошни лековити средства или лековити средства кои спаѓаат во категорија на така наречени имуномодулатори. Тоа е една цела група, да кажам, на лекови, така да ги изразам, лекови. Има и од природно потекло, да. Има и хемиски добиени. Да, има повеќе типови од тие имуномодулатори. Меѓутоа, еден од, знаете како, зависи, за секое дете има различна потреба од имуномодулаторите. Некои деца имаат поголем број на инфекции, други деца имаат малку послаб имунолошки одговор. Некои деца помалку имаат инфекции, така да не можеме да генерализираме на сите исто да им се даде.
Постојат повеќе типови на имуномодулатори и ја, да речеме, често го кажувам примерот на скандинавските земји, на предавањата кога идам со колеги што се наши педиатри, го цитирам она што скандинавските земји го прават, дека секој дете кое ќе влезе во градинка во првите години од животот, добива да кажем натовар на државата, така се, нели, пошто таму се такви осигурителните компании, има некои разлики во однос на нашите, меѓутоа добива пробиотик. Значи секој дете, само давање на пробиотик, кој што има имунолошки ефект, значи не се било кој пробиотик, во основа се намалуваат за 66% инфекциите кај тие деца. Значи само тоа, плюс да се дадат уште некои други дополнителни имуномодулатори кај оние деца кои што имаат рецидивни инфекции чести, тогаш целиот овој проблем ќе исчезне на некој начин. А што е со превенцијата од аспект на миење раце, миење на играчките, стерилизација во градинките? Може ли да се зборува за таков тип на превенција во наши услови кога во група има по 35, 6, 7 деца? Несомнено е дека групите се огромни. Несомнено дека 35 деца се многу во една група во градинка. Меѓутоа, тоа е пак поврзано со она што се вели другиот дел, тоа е, да речеме, финансирањето на градинките, значи нешто што е во тој домен и обезбедување на поголем број на вработени. Но, миењето раце е нешто на кое што мора да се научи секој. Имате во предвид дека два најпрљави делови на телото на детето и на човекот се рацете и устата и носот. Нашите раце содржат огромен број на микроорганизми, стафилококи, меѓу другите и стафилококус ауреус, е присутен на кожата. И најлесно се пренесува така. Затоа, у суштина, миењето на раце треба уште од мало детето да се научи дека миењето на рацете носи здравје. Се разбира, сега има некој тренд, тој го читам по некои форуми. Хигиенската хипотеза. Да. Так. Значи, видите... Дека не треба пречесто да се мијат. Тоа е па сега таа е теза, една интересна теза, знаете како. Меѓутоа, ако ја погледнете Европа, да речеме и европските стандарди, да речеме па и Соединените американски држави нормално, во тие земји каде што имаме хиперчистота, имаме поголем број на деца и возрастни луѓе кои што боледуваат од алергии. Кај нас ја нема таа хиперчистота, нели? Но кај нас децата се разболуваат, најчесто имаат инфекции, не толку алергии колку што имаат инфекции. Не е спорно дека во хиперчистотата може да дојде до и повторен дисбаланс кој што може да доведе до појава на алергии, мада алергиите тоа е као имунолошка реакција, доаѓаат не далеку дека е тоа основата, доаѓаат и заради некои други навики кои што се врзани со исхраната, нели, промена на имунолошкиот систем во тој дел. Навиките особено околу исхраната. Знаете, морам да напоменам, јас ова морам да ви го кажам, кога сме кај хиперчистотата, јас сум ги читал тие доста по форумите. 46-та година, односно после Втората световна војна, нашите стари педиатри, кои што доста добар дел од нив и не се денеска веќе меѓу живите, пена уста им фати да ги научат нашите родители дека не треба бебињата да се врзуваат онака као фишек и дека треба да се бањаат секој ден. Хигиената е битен фактор за да се намалат инфекциите. И екстремно битен фактор. Тогаш во Македонија имаше над 110 промили смртност на бебињата во тек на првата година, за да сега е паднато под 10, нели, нормално. Значи, еден од факторите е хигиената за намалување на таа смртност. Не е спорно дека тука се и вакцините и други, нели, нови технологии, но еден од битните фактори е хигиената на телото. Кога децата ќе почнат да одат во градинка, носето се растекува, почува да тече цело време, децата подкашлуваат, понекогаш качуваат температура. Е, сега прашањето е кога треба родителите да појдат на педијатар во еден ваков случај, и бидејќи немаме доволно време, ќе сублимираме уште едно прашање, дали децата со температура и додека им тече носето треба да одат во градинка или не? Само една, сега ми текна, ќе ви одговорам одма, преска кога зборевме за чистотата, тоа сакав да ви го кажам само. Многу често ни се случува во амбулантите, кога ќе дојдат родителите со тезата за хиперчистота, да кажат, нели, прочитавме тоа и тоа. Моето прво прашање према нив, дали вие како мајка сте бањати денеска? Да, секој ден се бањам, вика доктор. Па зашто тогаш бебето не го бањат? Нели, мора да има чистота.
Кога сме кај ова ситуација за активно болно дете. Активно болно дете кој има температура, кој кашла, кога кашла во склоп на тоа, имаме клинички знаци дека е болно, имаме знаци дека има бактериска инфекција, прима антибиотик, тоа не треба да оди у градинка. Побрзо ќе оздрави ако биде дома. Но ако детето дури и подкашлува, ама не е активна болеста, кашлањето е одбранбен механизам, значи елиминација на секрет од плуќата кој што се создава. Оно не мора да е, може да е болеста помината, а да се уште подкашлува за да се едноставно како одбранбен механизам чисти плуќата, односно дишните патишта, тогаш може да оди у градинка. Така. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате некое прашање поврзано со денешната тема, слободно можете да се вклучите во програма. Детето кога ќе оздрави по одредена инфекција и се враќа во градинка. Сега родителите сметаат дека се некаква опасност останатите деца кои што се присутни во групата. Има ли основа таквиот страв? Не, значи, детето кога има некоја инфекција, воспаление на грло, например, збориме, например, стрептококно воспаление на грло и за тоа прима антибиотик, например, кога ќе помине инфекцијата не е проблем, тоа треба да оди во градинка и треба да го живее животот во градинката. Проблем се оние деца кои што имаат благо нарушување на значи од малку понискиот ТХ1 систем, уште малку понизок имунолошки систем, каде што имаме чести инфекции рекурентни. Тие деца кај нив може да се појави евентуално повторно инфекција. Во таков случај, ама кај тие деца треба да се дадат овие имуномодулатори кои што ќе му го подигнат имунобиолошкиот систем. Јас преска спомнав дека еден од имуномодулаторите се давањето на пробиотици. Пробиотиците се фактички она што го велиме пробиос за живот. Они помагаат во подигање на имунолошкиот систем во цревото, кој што е најголем наш уствари. Бидејќи сега утврдено дека всушност цревата се директно поврзани со целокупниот имунитет на човекот. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, имам скоро 5 годишно синче. Многу често се разболува, особено на ангина. Значи, скоро секој месец пие антибиотик. Така. Сега како може да спречиме да не се разболува толку често, оди во градинка? Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. И ова исто честа една ситуација, кога децата постојано пијат антибиотик. Знаете, ако детето прави инфекција која е јасна бактериска инфекција, тогаш треба да се даде антибиотик, нема размислување тука. Меѓутоа, имате во предвид дека 85 до 90% од сите инфекции што ги имаат децата и возрастните се вирусни. Во таков случај користењето на антибиотици е тотално нерационално, затоа што они не можат да имаат ефект никаков на вирусите, а само може да ја пореметат флората и да развијат дополнителна резистенција. Значи, само ако е јасно дефинирано дека е инфекцијата бактериска. Кај ова детенце гледачката што се јави, апсолутно мора да се даде, значи за волку чести секој месец по една инфекција, тоа се 12 инфекции ако така ги гледаме, значи мора да се даде нешто што би рекле како на атлетичарите кои им дувне ветер у грб, они постигаат подобар резултат, така и за него. Така. Имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден, повелете. Може да прашам нешто во контекст на ова што го зборуваше докторот за новороденче, нешто не разбрав точно околу банањето. Дали новороденчињата треба секојдневно да се бањат, легнати или во исправена положба? Да, значи, благодарам на прашањето. Новородените деца мора да се бањаат секој ден. При тоа, додека не падне папчето, се бањаат на проточна вода. Кога ќе падне папчето, после тоа можете и во кадичка да се бања. Со едно бањање само во денот се елиминираат повеќе од 97% од патогените микроорганизми, оние што можат да предизвикаат болест на површината на кожата. Една од тие бактерии која може кај новороденото дете да направи опасна инфекција е стафилококот, што го спомнавме преска, кој може да направи било кожна инфекција, било инфекција на очите, као конјуктивит,
или да направи дури и сепса. Тоа е се затоа што кожата на бебињата е многу тенка и многу нежна. Имаме уште навистина малку време, а многу прашања. Јас би ве прашала во кој случај родителите треба да размислат, да направат еден краток прекин со градинка или пак детето да го испишат комплетно од градинка. Во кој случај треба да се размислува во таа насока? Значи, само ако детето прави потешки инфекции, многу инфекции во тек на една година, потешки, и ако треба прво да помине месец-два да му го подигнеме малку имунобиолошкиот систем, нели? Со таа имуномодулација што ја велиме, и тој период, еве да речеме да не оди, после може слободно да оди. А дали престојот едночасовен во игротека носи подеднаков ризик со целодневен престој во градинка? Не. Видите, во игротеките нормално е, сега доаѓаат и возрастни луѓе и деца. Било кој од нас може да е носител на, посебно од возрастните, може да е носител на некоја инфекција. Тоа е исто као кога ви прашале дали треба да одите во затворен трговски центар или отворен. Во затворениот е нормално да има повеќе шанси за инфекција отколку во отворените трговски центри. Тоа е нормално. Ама престој од 1 час во игротека не е никаков проблем за било кое дете, дури е и добро. А што е со оние родители кои што постојано децата ги носат на педијатар, при растечено носе мала кашлица? Постои ли ризики во чекалната поради тоа што има голем број на деца кои што се болни да се пренеси дополнителна некоја зараза? Секако во чекалните, кога има многу деца кои што се болни, постои ризик од тоа. Меѓутоа, еве ние да речеме проектантски гледано во нашата болница во Аџи-Бадем Систина е направено така да речеме не може да дојде на додир помеѓу контакт, физички контакт помеѓу здраво и болно дете, така да здравите деца се на една страна, болните деца се на друга страна, а и тие болните кои што доаѓаат се со голем простор во чекалната и со специјални филтри да се чисти воздухот за да не се разнесува самата инфекција. Тоа е многу важно да е добро организирано, клучно. И на крај да резимираме, дали растечиното носе и зелениот секрет, зелените мрсулчиња секогаш значат болест? Не, апсолутно и не само што не значат апсолутно болест, не значат дека нонстоп треба да се даваат антибиотици за тој дел, така само. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, навистина интересна тема, интересни прашања, но и уште подобри одговори, верувам дека им помогнавме на родителите. Ви благодарам многу. Тука го заокружуваме денешното издание. Ви благодарам што не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.